У оваа епизода сум инспирирано една девојка од Велес, се вика Ангела Арсова, која што ме поттикна да зборувам за нешто што се вика начин на живот. И немање проблем пред да промените начин на живот. Добар ден на сите и добродојдовте у 18-та епизода, ако не се лажам. Повторно имавме одлична недела, динамична и ви благодариме стварно за интеракцијата која што ни ја воспоставувате и која што најавив. Оваа епизода ми е инспирирана од едно девојче во Велес кој што ми пиша и практично така започнавме комуникацијата, дека практично не успеала да стигне на едно предавање кое што го имавме во гимназијата во Велес за средношколците кои што учат таму. И ми пиша дека ми е криво што не стигнав да дојдам, но во секој случај би сакала да се запознам и да видам каде имате канцеларии. И она што јас по инерција го направив, ја прашав што ја интересира и да бидам искрен, очекував да ми каже дека можеби треба да намали килограми, заради тоа што најголемиот број на луѓе кои што имаат проблем како последица од неправилен начин на живот се на жалост килограмите и изгледот и вишокот на масти, односно сала во телото. И она ми пиша, па ништо, ја чисто сакам убаво да се осеќам, да имам повеќе енергија и да си воспоставам еден поквалитетен начин на живот кој што порано го практикував и правев токму тоа што вие го зборувате, но сега поради одредени причини можеби сум направила некакви отстапки. Искрено да ви кажам, бев воодушевен поради тоа што во средношколска возраст да најдете личност која што можеби размислува така е наистина вау ефект, барем за мене. Од причина што знаете, повеќето од нас кога сме можеби во таа средношколска возраст живееме така речено на вересија, односно мислиме дека бидејќи сме млади, дека можеме да правиме се и у принцип и јас сум живеел од ден за ден и не ме интересирало ни што јадам, ни како изгледам, ни дали тоа ќе има последици некакви по мојот изглед и по тоа како јас ќе се чувствувам и колку ќе бидам здрав. И она што сакав денеска, поттикнат од Ангела, да го позборуваме токму за тоа, за начинот на живот, односно дека многу луѓе кои што бараат решение за килограмите, кои што бараат решение за можеби нивното здравје, почнуваат да бараат од кога ќе се појави проблемот. И е жалосно што и на крај крајва и јас така сум почнал и сум профункционирал. Требало да ми дојде преку глава за да превземам нешто, но да бидем искрени, тоа е погрешно и не треба да се појави проблем за да почнете да барате некакво решение. И во принцип начинот на живот кој што јас денеска го имам и кој што го препорачуваме на луѓето околу нас и на вас, подразбира да немате вие никакви отстапки во исхраната. И некој ако не следите малку поинтензивно, не знам дали видовте дека вчера, да речеме, мене ми беше ден кај што само одлучив дека ќе направам отстапки и имам такви денови во текот на секој еден месец. Тоа подразбира дека и јас правам отстапки, и јас можеби јадам работи кои што сакам да ги јадам и кои што, да не се лажеме, и мене ми се сладки и вкусни. И тоа не значи дека за да изгледате добро и да се чувствувате добро треба да не знам, по цел ден да јадете здраво и тоа да биде правилно и така натаму. Разликата е тоа што порано мојот начин на живот бил сведен само на овие работи кои што сега значат отстапки. Премногу калории, премногу нехранлива вредност. За разлика од тоа денеска внесувам голема хранлива вредност, но и помалку калории, сум физички активен, но не значи дека не правам отстапки. И телото секогаш многу подобро ќе се снајде со да кажеме лошата храна, доколку вие имате добар метаболизам, имате квалитетен начин на живот, отколку да основата на вашиот начин на живот е практично лоша исхрана, немање физичка активност и можеби од време на време бидејќи сме прочитале дека некаков напиток е здрав или дека некој апче помага и така натаму го конзумираме, во принцип не дава резултати. Поентата на цела оваа епизода ми е да разберете дека никогаш не треба да се откажете од работи некои кои што ги сакате, но треба да поставите добра основа и квалитетна нутритивна вредност на вашето тело да му давате за да може да ве поддржи и кога можеби
не баш многу внимавате, а тоа ќе бидат можеби неколку денови во месецот, можеби неколку моменти кај што има некакви прослави и поводи од типот роден ден и крштевки, свадби, слави и така натаму. Затоа фала ти, Ангела, што ме поттикна да позборувам на оваа тема. И за следната епизода, тоа ќе биде 19-та, ќе биде во понеделник или вторник. Ние со Тања одиме во Банско на 4-5 дена, малку да поуживаме. И таму ми текна дека можам да позборувам на една тема која што се вика хотелски појадоци и шведски маси, како можеби да не претерате и како да си ја зачувате формата и кога можеби имате став дека сум платил и треба да јадам колку што ми собира желудникот. Но тогаш останете ми со квалитетни животни навики, имајте си убав викенд и се гледаме во следната епизода. Чао, чао!